Вчера на прес слушнавме дека некои од службениците од МВР биле обвинети затоа што биле на работа, затоа што спасувале. Но никој не е обвинет затоа што бил на работа. Бидејќи да се биде на работа не е аргумент сам по себе. Со секоја должност доаѓаат обврски, со секое овластување одговорност, со секоја униформа очекување дека ќе се постапува професионално, навремено и еднакво кон сите. Никој не спори дека спасувањето е човечка должност, но оваа постапка не се води за тоа што се случувало откако пожарот веќе започнал. Прашањето е дали секој што имал службени обврски и законски овластувања ги извршил така како што се очекува од институција. Во судница слушавме расправа за минути. Дали било 2:22 или 2:23. Кој кому се јавил, колку пати, кој дал устна наредба, кој не потпишал писмена. И во еден момент остана впечаток дека најголемата трагедија не е што 63 луѓе не се вратија дома, туку што часовникот не бил доволно прецизен. Но ако денес секоја минута има значење, тогаш и секоја одлука, секое постапување и секоја службена обврска пред тие минути има право на објаснување. Секоја секунда, минута за некој значел живот. Прашањето не е што се правело откако почнал пожарот. Прашањето е дали било направено се што било должност да се направи за до него воопшто да не дојде. Тоа не е напад кон спасувањето, тоа е прашање за превенцијата. Затоа што најголем успех на еден систем не е колку луѓе спасил кога веќе ќе настане катастрофа, туку колку катастрофи спречил да се случат. Но уште потешко од тоа што се слушаше беше тоа што се гледаше. Во моменти судницата повеќе личеше на место за дофрлање отколку на место каде се расправа за 63 изгубени животи и над 200 повредени. Гласни разговори, коментари, дофрлање. А најболно беше кога членови на семејствата на обвинети си дозволија да кажат дека тие биле оштетени, дека Господ ќе не казни. И тогаш сваќаш колку лесно некои зборуваат за болка што не ја живеат. Никому не му ја оспоруваме тежината да има близок во постапка, но постои разлика. Разлика помеѓу да чекаш исход од судење и да стоиш пред гроб. Разлика помеѓу страв од пресуда и животна пресуда што веќе си ја добил. Кога пред родители што ги изгубиле децата се зборува која поголема жртва, тоа не е одбрана. Тоа е газење врз нашата болка. Не бараме пресуда однапред. Бараме одговори, бараме сериозност и барем малку достоинство. И едно едноставно прашање. Дали секој што имал должност ја извршил совесно, професионално и во рамки на своите овластувања? Бидејќи за едни ова се минути, листинзи и процедури. За други ова е живот што повеќе никогаш нема да се врати. Навистина сме сгрешиле сиве овие месеци. Ние мислевме дека во судница се расправа за 63 изгубени животи, над 200 повредени, за институции што имале обврски, за инспекции што требало да контролираат, за дозволи што не требало да постојат, ако условите не били исполнети, за непостапување и години наталожени пропусти, а излезе дека најголемата трагедија била УСБ-то. Не е проблем што постоеле документи, не е проблем што постоеле извештаи, не е проблем што некаде пишувало дека нешто не е во ред, не е проблем што имало забелешки и дека тие останувале забелешки. Проблемот е што доказите биле многу, па можеби навистина така функционира правдата. Ако има премногу документи, најдобро е да ги прогласиме за товар. Ако има премногу факти, можеби да ги сведеме на непотребна обемност. Ако има премногу институции, да се преправиме дека случајно сите биле тамо, ама никој ништо не можел.
И сега слушаме дека обвинението било прешироко. Навистина чудно. Кога една трагедија опфаќа години постапување, десетици потписи, повеќе институции, надзори, овластувања и службени лица, колково точно треба да биде обвинението за да биде пријатно? 2 страници, 3 имиња, 1 виновник за сите да ги продолжат понатаму мирно. Се зборува дека судењето ќе трае долго и дека еднорочиште државата ја чинало 100.000 евра. Навистина, еве да пресметуваме тогаш. Колку чини една изгубена матурска ден? Колку чини диплома што никогаш нема да се земе? Колку чини свадба што никогаш нема да се случи? Колку чини да остане соба недопрена затоа што никој нема сила да ја среди дома? Колку чини родител секој утре да се буди и прво да се подсетува дека не сонувал? Колку чини еден празен кревет? Колку чини една празна соба? Колку чини погледот на дете што никош повеќе нема да го види својот родител? На дете кој никош нема да го запознае својот родител? Колку чини прегратката што останала недочекана? Колку чини едно ќе дојдам што никогаш не дошло? Колку чини празното место на масата, тишината во домот и навиката секој ден да очекуваш некого што повеќе нема да влезе низ врата? Колку чини роден ден што повеќе не се слави? Колку чини број што останува зачуван во телефон иако никој повеќе нема да се јави? Но тие трошици не се внесуваат во буџетска табела. Не се мерат во евра. Не се впишуваат во финансиски извештаи. Не се затвараат во судска предсметка и не престануваат кога ќе заврши постапката. И најинтересно, додека судот се уште расправа за докази, некои веќе ја затворија пресметката, веќе знаат колку ќе чини постапката, веќе знаат дека нема да има одговорност, веќе стигнале до крајот пред судот да стигне до средината. Истите што велат, не преюдицирајте вина, со неверојатна сигурност веќе преюдицираат исход. Изгледа во оваа држава најбрзо се носи пресуда кога треба да се објасни зошто никој не е виновен. Никој не бара пресуда без докази. Никој не бара улицата да суди. Но ако обемноста на доказите е проблем, тогаш прашањето не е зошто ги има толку. Прашањето е како толку години системот премижувал толку неправилности и проблеми, бидејќи за едни ова е предмет со број, за други ова е 63 места што остануваат празни. За едни ова е буџетска ставка, за други цел живот што повеќе никош нема да се врати. Јас имам едно прашање до судиите, до адвокатите и до јавноста. Дали нашите деца се живи? И пред да дадат коментар или заклучок, нека размислат зашо сме сега ние тука и зашо преко една сабота маршираме или секоја сабота. И ако се живи, нека ни ги доведат, ние да бидеме со нив и они со нас. И нема повеќе никогаш ни за судии, ни за адвокати, ни за јавноста, ни за никој нема очи да им видиме. И нема ни у судница да улегнеме, нема ни по институција да застанеме. Ајде нека ни ги доведат и тие што по коментарите лупат глупости. Томче едно време викаше: не судете, не сте вие тие што треба да судите, има кој да суди. И нека продолжат патака. Ако мислат дека се живи, нека ни ги доведат, од утре престануваме со се. Чинок што го направивме, засадивме дрвце, нека корените ги ја чуваат тагата, а гранките надежда. Сонот недосонуван, прегратките недокажани. Не е лесно да се стои овдека. Пред родители кои ги загубија своите деца. Пред болката на семејствата кои за секогаш останаа без дел од своето срце. Се поклонуваме пред таа болка. Ви благодариме што ни овозможивте денес да стоиме покрај вас, во знак на сеќавање и солидарност
посветена на трагедијата што не погоди сите нас. И дадовте можност да искажеме нашата болка и искрена човечка почит. Би сакал во молк да оддадеме почит на прерано згаснатите млади животи. Не постои збор што ќе ја намали болката, вашата тага не се мери со зборови. Вашата рана е од оние што никогаш не зараснуваат, туку се носат из живот. Ние денес не дојдовме овде дека можеме да ја избришеме тагата, ниту да ве учиме како се носи болката. Пред вакви загуби човекот ја наведнува главата и молчи. Овде сме затоа што сакаме да знаете дека не сте сами во тагата. Овој настан не треба да го премижеме, да го одминеме, заобиколиме, да го прескокнеме. Овде сме зад него да застанеме. Дојдовме да стоиме покрај вас, да чекориме со вас, но и да не молчиме. Ние од Сојузот на борците на Карпош, тука е председателката на Црвениот крст од Карпош, имаме од Сојузот на борците на Кисела вода, учениците од гимназијата Никола Карев, кои пред неколку недели дадоа 3 невини соученици. Должни сме да се бориме за достоинство, човечност и правда. Дојдовме да покажеме дека правдата не доаѓа сама. Ке ја најдеме со луѓе што нема да молчат, нема да се повлекуваат и дека ќе останат до крај честно и истрак. Оваа книга ќе биде тивко место за зборови кои не смеат да останат неискажани. Доаѓа позната група, која е позната што може би до утре, картите не. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.